Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Ова што се случува во моментот во собранието, ме интересира како гледате на овие случувања. Очекувате ли некаква разврска на ситуацијата која што еве веќе 2 недели се случува внатре во парламентот, а повеќе од 1 месец на улиците има масовни граѓански протести? Во секој случај целокупната ситуација е повеќе од загрижувачка. Земете од аспект на еден обичен граѓанин кој што се држи во блажено незнаење, би рекла, за она што навистина се случува. Ние следиме по медиуми, во главном и на улиците што се случува. Но она што се случува зад завесата политичка, никој не го знае, ниту може да го предпостави. Јас сум сигурна, повеќе од сигурна, дека некакви договори и преговори се веќе во тек, а веројатно ќе бидат обелоденети многу брку. Никој не може сега да најде меч и да го разреши Гордиевиот јазол на сила и на брзина. Работата отиде напредалеку. Значи, прво со изборните резултати додатно се искомплицира работата, наместо да се реши политичката криза, таа се вжешти. Јас тоа го антиципирав, го зборував од говорница, не наидував на одзив, никој не го делеше тоа мислење дека изборите нема да ја решат политичката криза. Но знаејќи какви тегови околу нозет имаат партиите кои што преговараат, гледајќи ја нетранспарентност и дефектот на самиот пржински процес, сето тоа кога ќе ги зброите во формулата сите тие непознати варијабли, покажуваше многу јасно дека нема да имаме разрешница брза на кризата. Оваа ситуација сега е, вака ако ја гледате од формален аспект, не вообичаена. Значи, деловнички претениците на ВМРО ДПМН имаат право да дебатираат околу точката, се предпоставува дека околу точката, дека нема се прават големи дигресии, ќе се прави, да речеме, еден напад само кон противникот политички. Но не излегуваат од деловникот. Не треба да се мисли дека ова е сега некоја, тие може би да, сакаат да блокираат избор на председател, но во моментов нивното однесување е деловничко и тие се движат во рамките на дадениот деловник. Таквото однесување сме го гледале од сите партии во минатото во парламентот, дури и за некои побенигни закони. Но чудна ми е позицијата на екс-опозицијата, која што сега има парламентарно мнозинство заедно со трите албански партии, која што влезе во истата резонанца, која што реплицира, која што има поголем број на процедурални прашања од ВМРО ДПМН, тоа дава една, да речам, можност да се анализира малку подлабоко. Значи, навидум, ВМРО ДПМН ја блокира работата на собранието, но зошто пак Социјалдемократскиот сојуз губи толку време на реплицирање и на процедурални прашања? Ми се чини дека се создава време за некои преговори кои што одат зад завесата, зад политичката сцена, која што народот не може да ја исчита и да ја види на прв поглед. Доказ за тоа, дека одат некакви договори и преговори, изборот на Илија Димовски за председател односно да биде предложен, да биде кандидат за председател на комисијата. Знаете, вообичаено тоа е од владеачкото мнозинство. Во овој случај тој од владеачката партија кој што не успеа да состави мнозинство. Значи, сепак некои договори и преговори одат. А во договори и преговори се прават компромиси. Ние не знаеме кој и какви компромиси прави. Во секој случај нека ги направат побрзо да се деблокира собранието и да може навистина да се избере председател на собрание. Ние останавме без локални избори, да ве потсетам. 2 недели порано да влезеа во парламентот претениците, ќе имавме локални избори. Беше ли тоа предмет на некакви преговори според вас? Апсолутно. Апсолутно. Тоа не можеше никој да го направи унилатерално. И да рече, знаете, ќе се разоткриеше, ќе се впереше прстот кон оној кој што ги одложува локалните избори. Дали тоа го видовме? Не. Значи, барем ВМРО ДПМН ќе излезеше и ќе покажеше со прстот кон
Социјалдемократскиот сојуз и ќе речеше еве не влегуваат во парламент за да се рокот пробие. Не, значи договори и преговори за сцената постојат. Ке финишира ли сето ова според вас со нови избори, како што тоа го заговара ВМРО ДПМН веднаш по пропаѓањето на обидот за состав на влада со Па и без да заговара Демократската унија за ВМРО интеграција? ДПМН, прво влада ваква која што е дизајнирана, во која што не знаеме Беса, пазите дали ќе влезе. Беса ги даде подписите за мандат, но неколку пати изјавува дека не би оделе на формирање на влада заедно со овие други коалициони партнери. Од аспект на Беса тоа е многу разбирливо. Да. Беса сака да се наметне како фактор во албанската заедница, како партија број 1 и позицијата нејзина во опозиција е многу покомотна. Знаете, кога можете да го напаѓате противникот без пардон, вие градите својот рейтинг и својата позиција. Беса сега раста. И растат и ја не знам зошто би биле тие дел од владата. Последно нешто што се исплати на Беса е да влезе како дел од оваа владина коалиција. Ако таа предпоставка моја е точна, тогаш остануваме на 62 пратеника. Дел од тие пратеници никогаш јас ги немам видено, беа и во минатиот парламентарен состав, не ги имам видено во собрание. Како ќе се носат законите? Секогаш некој од тие ентитети кои што се некако неприродно склопени во една коалиција, ќе најде повод да бойкотира во еден момент, ако не се исполнат одредени услови. Впрочем, оваа влада, ако се формира, таа е формирана на база на уцена. По принципот, земете или оставете ја тиранската платформа. Значи, та многу тенка, многу кревка влада. Од друга страна, го имаме незадоволството на ВМРО ДПМН, кој што е победник практично на изборите. Иако се вели тие ќе бидат сега силна опозиција, не верувам дека тие сакат бидат силна опозиција, сакат да ја делат власта. И нови избори ќе имаме. Дали тоа ќе биде многу бргу, верувам дека заедно со локалните избори веројатно ќе биде. Дали ќе биде септември, октомври, но тој рок ми е некако да речам, прифатлив, рок кој што би бил прифатлив и за големите партии, но прашање е кој ќе ги организира тие избори. Сега во моментот се поставува прашањето која влада ќе ги формира, ќе ги распише тие. Неверојатно широка влада би ги организирала и ако се следните сеќавате избори. уште на самиот почеток кога се вплетка меѓународната заедница во решавање на оваа наша политичка криза, цело време повторуваше влада не широка коалиција, туку со широка поддршка. Што значи дека повторно ќе мора да седнат Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН на една маса и да дадат поддршка на една таква влада. Каква форма тие ќе договорат на таа влада е веќе друга работа. Меѓутоа, факт е дека без поддршка на овие две големи партии, кои што имаат, да не заборавиме, цели 100 пратеници заедно во парламентот, нема да можат да бидат распишани избори. Која беше улогата на тиранската платформа? Која е улогата на платформата во целата оваа игранка која ни се случува Па после видете, изборите? евидентно е дека таа албанска или тиранска платформа не произлезе од суштинска некоја суштествена потреба на албанската заедница. Тоа му е и на секој албански граѓанин јасно. Ако до вчера велеа дека се незадоволни од немање на правосудство еднакво за сите, дека државата тоне во криминал, корупција и така натаму, сега наеднаш се врти приказната во еден како во еден лош филм, се врти на една тотално друг колосек. Јас мислам наизненадени беа албанските граѓани од сето ова. Наизненадени беа. Може би добро ги подготви единствено Зоран Заев, кој што ја протрча цела Македонија, за да нуди двојазичност, па стигне и до Берн да понуди двојазичност. Јас тогаш и напишав дека драфтот на оваа платформа е напишан во Берн, не во Тирана, не во Скопје. Туку во Берн драфтот беше напишан. Јас се уште бев тогаш во собрание и реагирав, остро реагирав на одредени напади на социјалдемократските пратеници, кои се разбираме напаѓа во континуитет, што сум одбрала да влезам во собрание. Меѓутоа, јасно им реков дека во случај да бев со нив,
до тој момент, кога чув дека тој без никаква причина нуди двојазичност, во истиот момент јас повторно ќе излезев од нивните редови. Мислам, тоа беше една невкусна, една непристојна понуда, која што го крши Охридскиот договор, евидентно го става во историја Охридскиот договор, и второ, ги занемарува сите други етникуми во Македонија. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пул на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.